Добра вечер, почитувани гледачи. Вие сте на програмата на Канал Плюс телевизија. Пред почетокот на првата емисија во Агол со мене, Билјана Постолова, од денес, од оваа сабота па секоја наредна, јас секогаш ќе сум на едниот крак од Аголот, а другиот и ќе биде резервиран за мојот гостин, мојата гостинка или моите гости, кои во Аголов во текот на 45 минути или еден училишен час, колку што е предвидено да трае оваа емисија, ќе си признаат се. Мислам дека 45 минути ќе се доволни од моите соговорници, без никаков концепт, онака буквално народски кажано округло па на ќоше, ќе можеме да дознаеме се што би ве интересирало за нивниот живот, професионален и приватен, да слушнеме некоја анегдота, што е она интересното што оставило впечаток кај нив, на што се уште се сеќаваат. Ќе преферираме интересни моменти, никако сериозни и никако политички, чисто онака да го разбиеме секојдневието. Во најавата која признава малку подолго трае, морам да кажам уште дека моите соговорници ќе бидат професионални уметници, музичари, пеачи, поети, писатели, актери, режисери, сите кои на свој начин оставиле и оставаат белег во историјата и во нашите сеќавања. Доколку имате предлози кои личности сакате да ги видите во Аголот, напишете ни на електронската пошта vagol@kanalplus.mk. Оваа прва емисија е посветена на човекот кој после само неколку минути преку неговата огромна харизма и пријателскиот човечки пристап секому па и мене знае да им пренесе позитивна енергија која не може а да не ја пренесуваме понатаму. Во моите досегашни, морам да кажам, многобројни разговори со него, успеав да дознаам многу за неговиот живот, начин и пристап кон останатите, за нештата што ги има постигнато досега во животот. Но со сигурност знам дека тоа не е се. Токму затоа, сега и овде на фреквенцијата на Канал Плюс телевизија во Агол ќе се обидам да дознаам јас, а секако и вие, почитувани мои, многу повеќе за неговиот животен пат. А што ќе биде тоа и со кого всушност ќе разговарам, ќе дознаете за неколку секунди, веднаш по краткиот џингл. Затоа, останете со мене. Започнува во Агол. Малку беа зборовите со кои се обидов да ги опишам ликот и карактеристиките на мојот соговорник, кој на оваа округла маса во Агол буквално ќе си признае се. Малку се и епитетите кои постојат во македонскиот јазик за да ги доловам сите позитивни страни на човекот кој стави печат врз животите на многу млади личности и то не само во Источна Македонија, не само на територијата на нашата држава. Ги исправи на вистинскиот пат, на патот кој всушност тие самите го посакуваа и до ден денес се движат по него. Нема повеќе да должам. Ќе му посакам топло добре дојде на мојот голем пријател Симеон Гаврилов, кој повеќето па и јас го чувствуваме како пријател. Добро вечер и добре дојдовте во емисијата во Агол. Добро вечер и добро ве најдов. Ви посакувам убава вечер и вам и на вашите гледачи. Секако дека во друштво со вас вечерта ќе помине прекрасно, да се потрудиме. 60 на минути од емисијата. Како што спомнав на почетокот, нема да има некој концепт на прашања, значи она што не интересира е како вие започнавте да се занимавате со тоа што се занимавате, нели, со режисер, вие сте режисер, долги години работите со млади луѓе кои што го избрале актерството како нивна професија, некои од нив не продолжиле, но голем број од нив се веќе познати и признати актери на територијата на Републиката. Токму така, нели една фраза што вие новинарите знаете, особено во радијските емисии, некои ваши колеги токму така, за жал пречесто го употребуваат, треба малку да го скратат. Ајде, веднаш јас осовети. Многу генерации, многу огромен број млади луѓе, не само во Штип, почнувајќи од Виница, после гимназија, после завршувањето на факултет, веднаш се вработи во гимназијата, уште не дипломираме, повика, има потреба од професор, тоа е уште далечната 70-та година. И кога после месец, неполни 2 месеца, направив една театарска група и почнавме да го правиме тоа што продолживме во наредните 3,5-4 години до моето доаѓање во Штип. Нешто се огромен број млади луѓе, но биле успешни во така наречените јавни професии, не само во театарот како актери, режисери, него и во филмот, во новинарството, многу колеги, многу успешни.
во сите други професии. Огромно е правници и тука и во светот, лекари и така натаму. И можам да кажам дека фидбекот или тоа повратно дејство од тоа што го учеа тие во низ процесите, се разбира, тие процеси исто така еволуираа од почетокот, како и јас се надоградував, нели, или навлегував во тоа што после ми беше првична професија, тоа е театарот и театарската режија, но се разбира и љубовта кон другите уметности, музиката, сликарството, бидејќи театарот ги обединува сите тие уметности. Значи, вербалното, говорот, литературата, визуелното, тоа значи сликарството, светлото и така натаму, музиката, што значи една симбиоза на уметнички, креативни, така речем, и спред се колективни дружби со луѓе, творци, се разбира режисерот е тој што ги обединува тие работи. Значи, фидбекот или повратното дејство од тоа беше кога во животот ти им баш потребен. Оставивте белек кај многу генерации, белек нешто што во некои одредени случаи трае и се уште го практикуваат, она што вие сега го кажавте. Забележав дека на почетокот ја спомнавте Виница. Од таму вие потекнувате. Да, јас сум роден во Блатец, значи роден сум 1947 година, во една прекрасна семејство кое што се занимававме со земјоделие, нели? За жал сега таму куќата стои празна, има понова куќа моја сестра која што повремено одам таму, а мене лично да ви кажам ми е многу мачно да ја видам куќата сега, нели, во фаза на почнува и да се распаѓа и така натаму, затоа што никој не живее, но го чуваме местото заедно, ја имам и две сестри. Се разбира споменот за родителите и така натаму, но јас држам до тоа или преферирам местата да ги означувам со присуството на луѓе, на драги луѓе. Значи, тогаш беше интересно, не само кога ми беа живели родителите, туку и затоа што во таа куќа јас постојано носев другари. Бројката се движеше од 10 до 15, толку кој што можеа да се сместат во собите што ги имаме за спиење. Тоа особено беше за нови години, за првомајски празници, за некакви дружби со младите и тука ми беа од Виница пред се друштвото ми беше, имав и од Блатец се разбира, но таму учев гимназија во Виница, заврши гимназија. Јас сум од таа прва генерација на Виничката гимназија, која стартуваше, гимназијата во Виница стартуваше со втора година. И запишаа прва година ученици и имаше точно 230 ученика. Значи, ние бевме два класа, околу 5-60 и 80-90 луѓе од Виничка општина. Така беше тогаш политиката, општините одлучуваа, нели, ги повлекоа сите своји ученици кои што не учеа специализирани школи, да речеме медицина и така натаму. Например, од подучителска школа, од текстилна и така натаму, кои што па има, не знам, изгубена една година, така да бесме некаков збир од ученици имаше моја генерација, но имаше и по една, две, па и 3 години постари ученици. И сите заедно и бевме два класа одлични. И се разбира, новите запишани. Како прва генерација, јас точно по 4 години се вратив како професор таму. На покана на мојот професор, а во тоа време кога ме повика беше директор на гимназијата, професор по филозофија, Љупчо Зафировски, кој што еден прекрасен професор, еден прекрасен човек, една суптилна, така да речам, натура, драг човек. Всушност и сите луѓе во таа моја Виница беа драги, затоа што најубавите години таму, средношколски години, и после се разбира првите искуства во животот. И така почна се. Значи, јас се вратив во таа гимназија, каде, еве годинава, 2015 во јуни месец, тие што следната година им бев класен, славеа 40 години. За неверување, нели? Но животот е така, брзо. Да, брзо поминува и брзо се минуваат нештата.
Како влеговте во водите на театарот, во актерството, Многу во порано. режисерство? Многу порано, јас како во Смолетка, веќе не знам се занимавав со тоа, дури во Смолетка и режирав некои представи, баш. Во гимназијата исто во Виница режирав, а во Виница имаше еден професор кој што предаваше математика, кој што и правеше, нас не организираше така некои, се разбира, друг Да, тип. сигурно имало нели некој кој што го приметил тоа кај вас. Таа дарба Па, да не, работите со останатите. Па не, да, не, со останете да работам, тоа се одлучувате вие, ако се чувствувате способен, ако се чувствувате мокен, се разбира, да ви да. укаже на некои работи Тоа се случи после. Например, сега так интересно и за гледачите, например, првиот човек што ме откри мене како професор, како првата работа, прва представа што ја направив веќе како професор со таа позната сцена 71, прва за да видам до каде тие ученици можам со нив да работам, да ви видам од тој избор што се јавија или од тој избор што го направив, кој од нив со што квалитети располага, ја поставив Вишновата градина на Антон Павлович Чехов. Тоа е една малку парадоксална ситуација, затоа што деца да го играат Чехов, нели? Јас сега како професор по литература, по македонски јазик, тоа ми беше совршено јасно и затоа се одлучив да направам една пародија на тој текст. полесно да го разберат. Да, со една иронична дистанца и тоа беше многу интересна представа и веднаш ние бевме повикани на Републички фестивал, тоа се држеше во Битола, ми се чини. Тоа беше огромна радост за екипата. Не спија цело и така натаму, но мојата замисла беше јас да направам една алтернативна сцена, значи да се занимавам со театар кој што ќе користи нови форми. Се разбира за тоа нити имав некој искуство, нити па од Виница или од Македонија, нели, можевме да знаеме што се случуваше во светот, освен да прочитам таму некаква информација основна. Но желбата беше поголема и веќе следната година ја направив таа позната представа на Сет глас, со која што веднаш стартувавме. И сега, значи, тие беше, реков, човекот што ме откри меѓу првите или првиот може беше на Горан и на Владко Стефановски, татко и Мирко Стефановски, режисер во театарот на националности во Скопје. И така се запознавме и так беше многу задоволен. И така тргна се, нели, пријателството после со или познатството со Владимир Милчин, Слободан Унковски од тој период. Ние беа заинтересирани веќе кога почнавме ние да биваме познати во Виница. Владимир Милчин, например, дојде за Виница, така и така се запознавме со една негова пријателка, тогаш девојка. И така се запознавме, и така тргна работите. Па ќе продолжиме, поверете. Така, со Битолскиот фестивалот во Битола, започнуваат вашите настапи на фестивали театарски, но тоа е прв, но не и последен. Па да, таму исто бевме забележени, интересна представа, мислам и некоја награда освоија за некоја улога и така за некоја награда исто за режисерски пристап, но веќе од следната година ние бевме таа група, сцена се беше доминантна во Македонија. Тука немавме конкуренција. Баш на тие републички фестивали. Значи следната година беше со представата на Сет глас, потоа беше со представата Хомо, па беше со представата Живот и тоа во драмско студио во Штип. Беше на Ежен Јонеско, Жак или подчинување. Значи, кој ќе погледнете, сите следни веќе представи, значи тоа се за 3 години 3 представи, со вкупна изведба, не знам, на 80 репризи имало, што е и за професионални театри тоа многу, со учество на бројни фестивали, меѓу кои, нели, на Сет глас и на светскиот фестивал, тоа е
куриозитетот што единствена представа од Македонија, иако тоа ретко ќе го најдете, причините не навлегувам, никого не обвинувам, се разбира ако бевме, не знам, од Скопје, веројатно. Нема да остане, така? Па да, меѓутоа, работите никој пат не можете да ги ставите под тепих. Ако вие сте добри, ќе си стигнат на место. Значи, прво пишува надвор од Југославија, за менизен, па пишува низ Југославија, па најпосле у Македонија. Така. Значи, единствена представа од Македонија на светскиот фестивал на театар, кој што не е аматерски, јако ќе сретнете не запил. Тој е фестивал, светски фестивал на театар. Се што е ново во театарот се носи на тој фестивал. Тоа е 73 година, на 9-ти поред светски фестивал. И единствена представа од Југославија е избрана. Јас до денеска не знам кој нас не предложил, но морам да ви кажам дека сигурно не предложил некој од Македонија. Значи има луѓе кои што објективно ги гледаат работите и на ниво на тогашна Југославија од Белград ние добивме известување од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека ќе не посетат некакви селектори од еден голем фестивал во Франција, светски фестивал, ќе дојдат кога можеме да ги примеме. И тие ни се обратија и натаму почна кореспонденцијата и беа во Виница. И тука има многу куриозитети. Замислите, вие сега ви доаѓаат луѓе од Франција, па кај ќе ги одведете, немате некои хотели, немате ресторани, па спија, не знам, ми се чини во Кочани ги носевме. Тоа се познати луѓе. Едниот беше многу познат архитект и сценограф, другата театарски критичар, дури и во каталогот е Клод Кусто се викаше, една фантастична госпогица тоа време, девојка меѓутоа 30 години, но врвен интелектуалец. Луѓе кои што страшно го познава светскиот театар, нели? За жал, информациите ние или јас у тоа време од разни причини, не како денеска имате комуникации, дигиталната технологија тоа си го возможува и ги носиме, да речеме, на ручек. Се погодува во среда во една кафана приватна, како најдобра скара и така натаму, и во моментот кога ние не послужија да јадеме, влегува газдарицата на газдата, нека им е лека земја покојни си тие луѓе, купила петли, два и кокошка. Во едната рака ги држи петлите, во другата кокошката и ги да му покаже на мажо, гледај шо купив. Се разбира, кафаната полна гости. И во еден момент еден од тие петлите, иако се врзани за нозите, и паѓа од раце и почнува да скока по маси. И тоа беше урнебес. И беше многу интересно на французите, се разбира, печаток, затоа што тој по филми може да се види, нели, некакви такви сцени, се разбира како луѓе парижани, тие беа и 20 од Париз, иако оде на фестивалот во Нанси, мислам селектори на фестивалот во Нанси, но парижани таму работат, таму функционират. Се разбира таква рустикална, така да речем, и занимлива ситуација не можеле да дојдат. Впечатливо беше за ним што моите актери играа, така требаше да играат. Боси на минус, не знам, 17 степени, во тогашниот, не знам дали постои сега, не сум се распрашувал, пожарен дом, имаше две буриња, се загреваше, и тоа не е возможно да се загрее таква просторија. Што, клучното прашање, што мене и тие млади луѓе ги одржуваше? Тоа што постојано до денеска им го всадувам, така да речем, или им досадувам и на тие генерации. Дека клучната работа во животот е колкаво количество љубов ќе внесете во тоа што мислите да го работите, во тоа што мислите дека ви причинува задоволство, во тоа што мислите дека ви е мило, драго и така натаму. Значи, љубовта беше пресудната што ја вградивме, не пари, никој нас не финансира. Вклучително и сега, јас пета година сум пензионер, работам волонтерски во домот на младите. Уште и правиме представа
пробавме таму, ни дадоа просторија на економски факултет, направивме една представа, дури бевме некои фестивали, минатата година направивме представа, исто бевме и надвор некои фестивали. Се разбира, овие фестивали на кои што у континент учествува и драмското студио, нели, ќе се вратиме после кога доаѓаме во Штип. Значи, тоа што одржува е љубовта. И тоа сакам да го имат тие младите, дека упорно треба да внесуваат во тоа што го сакат љубов. А љубовта подразбира посветеност. Посветеноста подразбира секојдневна активност, држање во вобилна состава, тренинг, како сакате речете, труд, вложување на труд, знаење. Спомнавте некаков посебен пристап кон вашите ученици, и сега децата што ви се во драмското студио Гаврилов. Тоа е бил. Кои се тие? Значи, освен тоа, вие не само не ги учите само како да бидат актери, туку и како да се однесуваат во секојдневниот живот. Не само дикција, како да говорат, како да зборуваат, туку и што да кажат. Значи, јас во мојот досегашен живот сум работел со многу луѓе. По некакви мои податоци, само во драмското студио во Штип поминале преку 1700 млади луѓе. Ако на тоа ги додадеме и овие сега 4-5 години, па 3,5 години во Виница, па не знам, во Пробиштип, заедно со драмска група која јас ја почнав во гимназијата во Пробиштип, после заедно со мојот колега од Домот на културата Васил Шумански, заедно работевме, имаме заеднички режии и така натаму се надополнувавме. Значи, тоа студиот кој што исто имаме еден актер кој што е тука, Страшко Милошевски, но учествувано и на неколку меѓународни фестивали низ Југославија и така натаму. Со први награди на нашите републички смотри, значи, па представа, не знам, во Домот на културата во Тукуманово, во Кочани во Пионерски дом, во Тетово, во Радовиш на Караманови средби. Така до ден денес. И до ден денес, да, и сега 74-та година се разбира на барање на Штипјани у тоа време, доаѓам во Штип како на покана да бидам директор на театарот. Претhodно гостував како режисер и значи гостувавме со представата на таа простава и представата се одигра во Штипскиот театар. Вие не го паметите, многу минал мајте не го паметите, кој што имаше дрвени столици, имаше некакви рогозини, имаше 2 ќумбиња. И јас во таква институција после неполни 2 години доаѓам за директор. Вие додека бевте директор, работевте со драмското студио кое се уште постои. Значи, ниту во еден момент не престанавте да се занимавате со драмското студио. Јас и на професионална сцена сум режирал, дури во театарот Младинска сцена, кога дојдов 74-та година, направивме Младинска сцена која што пред тоа постоела. И јас не сум јас основал во театарот, Младинска сцена. Знаат луѓето таму што се сега да не именувам посебно, затоа што може секој пат некој да биде испуштен. Исто како што во Работничкиот универзитет во Штип, уште своевремено Михаил Ренџов кога бил тука, заедно со Алеко Протогиев го прават тој мал театар на поезија, што подоцна прераснува како редовна активност како театар на поезија во Домот на културата, во кој што сме работели јас и Васил Шумански, заедно со другите колеги. Кирил Ефремов како сценограф, Благој Самоников често како автор на сценарија и така натаму. И се разбира драмското студио, кој што е покрај театарските представи, покрај книжевните вечери и така натаму, били тие по-камерни форми, небројни, тоа се огромен број, тоа се 60 театарски представи направени на драмското студио, снимени 7-8 мисчини се снимени за редовната програма на македонска телевизија. Значи, може да мислите 7 или 8 или 9, не знам колку се театарски представи, ставете ги просечно по 1 сат. И претворете тоа у минути, а за тоа вклучително и јас, немам добиено ништо. Значи 0,00 денари.
како што цел живот правам со 0 денари или некакви скромни средства. Еве, последните представи се правени без буџет. Иако имало проекти во овој град, не знам, у размена општина Штип со Ќустендел и така, но и се потрошени доста пари. И имате парадоксални ситуации. Во таков проект нема овие деца, ги нема тие деци. А како треба да го перат градот на некој начин, фестивали има. То треба некој да стварно да се... Најголемиот злочин е кога на грбо на деца некој сака да печали пари. Тој е злочин пар екселанс, првораз, за мене, за мојот морал. Значи, вие ако на деца печалите пари, са обезбедени, вие еднаш може да излажете. Вториот пат нема да ја лажете Европската унија. Ама си ја продадете за иднината, честноста во пристапот кон таков вид на проекти. Тоа малку така жестоко го кажав, инсайдер. Сега никогаш од Не, ја... дете што го певаш во студио? Не, јас нема никде. Сега може во дом на младите плаќат некакви новите членови, што не тие со мене што отидоа. Новите членови што се запишуваат, заради тоа што тоа е општинска, не се од Република финансира, за струја и така натаму, плаќат и тие што одат ликовно, по некакви ситни пари, не знам. Ама јас за тоа не зимам пари, ниту им барам пари. Јас имам пензија, доволно и можам за кафе, за сокче, да се дружиме. Јас се трудам цел живот да бидам извор на љубов, кој вела у најширока смисла на зборот. Нели, да ми е драго ако некој успее. Ја со огромен број мои ученици, нели, кореспондираме, се гледаме на кафе. Ја гледаски исто со голем број драги пријатели. Можеби со некој ретко се видуваме. Скоро имав средба со еден прекрасен ликовен уметник. 20 години не се бевме видели. Ние муабетот го продолживме на денот на средбата како да сме се разделили претходната вечер. Тоа зборува дека феноменот време не влијае на континуитетот на човековата љубов кон другиот. Прашањето е колку е јак тој линк. Знаеш, како конекција. Ако имате редовна конекција, тогаш компјутерот ви е ностоп вклучен. Ама ако немате, џаби ви е најубавиот компјутер. Тоа е. А вие таа конекција, јас имав повеќе прилики да присуствувам на пробите со децата во драмското студио. Таа конекција ја создавате уште на почетокот, уште пред секоја проба, уште при првата средба со секое ново дете и секој нареден ден. Значи, создавате таа близина пред се со самото влегување, со прегратки, со убав збор кој им го упатувате на секое дете поединечно. Значи, и не само на децата, значи секој чувствува некоја посебна емоција, му се враќа некоја посебна емоција кога ќе го слушне помеѓу толку многу деца или толку многу толпа од луѓе своето име. Дека ете, меѓу толку деца се запомнале како се вика токму тоа дете, дека кое оделение во училиште, што имало минатиот пат за учење, што го мачи. Така. На децата, кога зборуваме недостаток на љубов меѓу луѓето денеска, за жал, еве и ова емисија, нека им биде поука за младите родители. Никој пат, враќајќи се од работа, да не употребуваат синтагми или реченица оставиме, многу сум уморен или многу суморна, мавни ми се од мене и така. Тоа е како да сте извадиле нож и го бодете сопственото дете. Најдете сила, кога ќе се сретнете секогаш со своето дете, најдете сила да го гушнете, најдете сила да го стопите во својата презграда. И таткото и мајката. На децата не им недостасуваат патики од таа марка, од тој бренд. Се повеќе патики, со помалку љубов, се полоши луѓе ќе биват. Тоа е моето искуство. Најдете љубов им дарувајте.
Јас го, за жал имам го тоа чуено од уста на момчиња кои што се баш во адолесценцијата, гимназијалци, кога на таткото му се обраќа, да ми простите на изразот, доста бе ме купуваше со рибов патики, дај ми 3 грама љубов. Тоа е како бомба да се пушта. Заради што е тоа? Заради нашата заслепеност, трка по пари, по богатства, заборавајќи дека најголемото богатство е тоа што вие сте го создале. Ако Господ ви дал пород, деца, а вие трчите за како зблесавени по тоа што ќе заработите. А што ќе заработите? Тоа што плюс ќе го заработите, пак ќе го потрошите. И за небогатите луѓе светот измислил како да им се трошат парите. Се разбира, тој што е најбогат ќе троши за авиони, за бродови, за и така натаму. Но и неговите пари ќе се трошат. На крајот толку си богат колку што ќе потрошиш пари. Ама уште повеќе си богат колку што ќе дадеш љубов од себе. Било кај дете да дојде, тоа може да го проверите у секое време, ве дојдете на проби, прашите ги без моје присуство децата. Дали некој дете сум прашал ти чие си, па кој ти е татко, кој ти е мајка, не. Мене воопшто не, или да го проверувам дали е талент. Не, јас треба да го родам кај него талент. Услов е да со љубов да пристапува, да редовно доаѓа и да биде посветена на тоа. Значи, професионално однесување, компетенција и компетиција. Еве за овие можеби слушатели помлади што не ги знаат разликата што е меѓу компетенција и компетиција. Тоа што се вика денеска современиот човек, не само да има образование, туку постојано да учи да си конкурентен. Таа компетитивност ја немаме сите и не може да ја сватиме. И затоа имаме за мене, малку парадоксално, да се буниме, оти некој ќе ми ги проверува моите знаења. Па зашто да се бунам? Па знаењата во сите образовни системи секој пат биле правени за просек. Не тоа правени за супер одлични студенти и ученици. А за супер има уште што ти бираш. Доколку сака и колку си способен. И јас треба да бидам среќа ако вие ми ги кажете моите мани за мојот труд, речеме за представа. Не сум јас среќен кога рече браво, шубаво, нели, многу ти е добра режијата. Јас знам што ми е добро, не знам што не ми е добро. И критиката е за тоа да ми каже што не ми е добро. Умните луѓе се учат на сопствените грешки преку тој што има апаратура тоа да го сними. На што работите во моментов? Во моментот правиме на представа за деца. Значи, тие што беа овие последни од пензија, значи тие што беа, така да речем, што останаа и најдобри што беа, тие си пак добри, нели, деца, ама оваа година така планирав да не ги ангажирам нив, за да може да им се даде шанса на новите, значи и од возрастните што се една година тука и малите што и тие сега што се дојдени во една представа за кое што веќе имаме, еве, така речам, побарување, веќе на невидено сме поканети да гостуваме во некои градови и тоа на професионален однос во смисла. Па знаат, нели, една добра представа. Па затоа што сме гостувале, затоа што виделе дека тоа е сериозно, затоа што така добиваме и покани да одиме. Така било од секој пат. На 2 пати почнавме тема новата представа. Сега рековте дека е детска на некој начин. Па за деца, за мајте, мора. Сепак има некоја... И за возрасти, и за... Да. Што би можели... Апсолутно. Целата темата е глувци и мачки. Вие знаете познатиот цртан филм легенда во светската Дизниева лабораторија, нели, во Дизниевата лабораторија, тоа е за Том и Джери, нели? За мачките и глувците. И натаму се што има околу нивните перипети,
Тој е еден автор кој што не е македонец, ама е на македонски препејана и има одлични илустрации. Еден мој драг пријател Александар Ивановски, сликар, кој што заедно со неговата сопруга Александра дизајнираат, прават интересни работи, се многу суптилни луѓе, многу добри. Јас ги почитувам и ги сакам како луѓе, извонени творци и така натаму. Кога споите на едно место луѓе со дух, добрината, љубовта, знаењето, копнежот и сето тоа го направите еден микс, а секој миксо си го прави како што си правиме дома салата по сопствен вкус, тогаш имаме задоволство од тој производ. Првенствено тој што е автор на тоа, а се разбира ако нему му е тоа мило, драго и може да го прави како храна, се разбира зборуваме ние за духовна храна, може да биде убаво и за другиот. Се надам дека сите дечиња ќе ја видат представата, веќе имаме договорни да гостуваме. Тоа што не можеме да постигнеме до нова година како број на представи, ќе се продолжи, така ќе си биде на репертоар цела година, ќе гостува сигурно на некои фестивали. Предпоставам премиерата ќе биде во Дом на млади? Да, за сега немаме никакви пари, динар пари нема, но ние не се откажуваме, ако треба сами ќе си, како и ланска година, сами ќе се финансираме, децата сами. И така натаму, не е страшно, не е страшно. Ако има желба, парите се за друго. Ова представа е за сега последното нешто, планирате, предпоставам. Здравје, да сме живи и здрави, да продолжите да работите Јас исто со децата. имам одговорност тие што побарале било каква од областа на литературата, на новинарството и така натаму, да им помогнам нешто, да им посочам нешто, да разговараме, да направат некои дилеми. Велат не е срамота да праш, срамота е да не знаеш. Да, кој има срам. Ниту едно од вашите деца, да речам и децата кои посетувале вашето транско студио, предпоставувам дека не се соочуло со тоа, со ситуација да се најде посрамотно некоја ситуација со оглед на тоа што вие како еве да речем учител, животен учител на тие деца, не сте им дозволиле такво нешто. Па мило ми е што да речеме нема ни еден криминалец, нема ни еден убиец, нема ни еден преварант, нема ни еден тие што доследни биле, одговорни и така натаму. Личниот живот, дали ќе живее во брак, индивидуално, неговата, така да речем, сексуална определба, и тоа е личен избор. Која вера е, која нација, која политика, тоа стварно јас не се дружам со да ти ако си од таа пари ќе се дружам, ако не, ја не знам кој од која партија, јас сепак малку повеќе памтам. И знам дека и во овој град се многу измешани работите. Сега може да продават на новите генерации, ние се знаеме. Вашата личност, не, сме били ние, продолжите да ги пренесувате на иначе како? Да, нема поголемо предавство ако човек сам на себе изврши предавство, нели? Се надевам дека и очекувам дека ќе продолжите со таа ваша задача. Здравје Боже, дека се сите живи и здрави. Има прекрасни деца исто, им треба љубов, им треба разбирање, им треба да пристуваме во нивниот свет. Јас не се дружам со младите затоа што леле мене ми годи сега околу мене. Не, затоа што како да ги вратам ја во моето време, да им кажувам како кој е тоа време, они не знаат, ама јас знам на нив што им треба. А како знам? Затоа што следам што им треба. Ако јас спијам на една страна, тоа исто да не знам што му треба на моето дете. Значи, ја не сум со моето дете. Јас сум формално. И многу е важно моето дете да биде најважно у школата. Не е тоа најважно. Не е тоа најважно дали ќе ги има сите петки. Дали оно учи, дали сака да учи. Што е тоа што сака да учи? Да му се развива слободата на мислата, слободата на умот, тренинг на умот, а тоа ќе си покаже што сака да учи. Не мама што сака да учи.
и тато. Моето да биде, што да биде твоето? Ти, Господјо, зошто не беше та детето сега? Не го злоупотребува твоето дете да биде тоа што ти не можеше да бидеш. Во некој случај родителите Така е. тоа да го дозволат. И добрината да се зачува, љубовта и таа човекова, така да речам, потреба за што е тоа врзивно ткиво меѓу светот, меѓу воопшто живиот свет. Тоа се и тревките, вие знаете има растенија кои се обвивкаат со други, тоа е исто форма меѓу животните, да учи малку природата. Малку сме се оддалечили од природата, да се сетиме дека тука припаѓаме. Малку треба. Многу љубов и многу верба. Надеж. Она што ни преостанува е, токму како што кажа господинот Гаврилов, да имаме верба, да имаме надеж дека идните генерации ќе бидат подобри од нас. Се надевам дека вие од оваа вечерашна емисија дознавте некои работи кои што можеби не ги знаевте за Симеон Гаврилов. Доколку не слушнавте нешто што би сакале да знаете, еве, јас би ви предложила на мојата електронска пошта Милена Постолова, односно bpostolova@yahoo.com да прашате. Поставете прашања до господинот Симеон Гаврилов или до некој мој нареден гостин, кој што, например, вие би сакале да го видите во емисијата во Агол. Ова е крајот на првата емисија во Агол. Ве оставам во добро здравје. Ви посакувам пријатна вечер. Посакувам да останете понатаму на фреквенцијата на Канал Плюс телевизија. Се гледаме повторно наредната среда со, еве, би го прашала господинот Гаврилов, дали имате некоја идеја кој би можел да биде гостин во наредната емисија? Јас ви предлагам да искористите можноста еден мој, нели, бидејќи цело време зборувавме, еден од моите први ученици од генерациите кои што сме на слична фреквенција. Човек кој што беше запишан на Скопската академија, човек кој што не се сложи со својот професор, затоа што професорот го вракиш таму во некој време, ја напушти академијата и замина во светот. Би сакал да го имате како следен гост Панчо Накев. Кој е, ќе да знаете. Ќе да знаете и вие, почитувани гледачи, а до наредната среда, како што реков, останете ми во добро здравје. А јас и господинот Гаврилов за крај на емисијата ќе направиме едно селфи. Може? Може. Отлично. Благодарам. Фала.